Dobar vi den, dragi naši prijatelji, dragi naši gledači. Golem pozdrav od kompleksот и етно ресторано Златно буре Кучково. И поздрав од екипата на Вкусот на традицијата со новиот рецепт специјално само за вас. Сега веќе наближуваат студени денови. Сега сме веќе во оној период каде што и кујната ни се менува кон зимските јадења. И затоа Вкусот на традицијата се прилагодува кон сето она што ни се случува во секојдневието и за вас и за нас. Да биде убаво и да биде добро. Значи, во овој период започнуваат во селата, во местата каде што се чуваат прасенца, свинчиња, па ги колат, си имаат месо за целата зима и претежно специјалитетите и зимските јадења се прилагодени кон тоа свинско месо, свинска мас, па кајмак, па ти реков, ми рече, значи многу други работи и настануваат овие прекрасни, вкусни зимски специјалитети. Денеска ќе ви направам едно селско месо на кајмак, но поинакво за разлика од она што се подразбира селско месо. 2-3 врсти на месо, па имаме, да кажеме, во селското месо печурки, не знам ова, не знам. Ова е нешто сосема поинако. За да го направите ова селско месо на кајмак, вас ќе ви биде потребно. Да кажеме да јадат четворица. Ова е доза за четворица. 500 грама свинско месо пресечено на коцки. Дали ќе биде од свинскиот врат, дали од бут, дали пафлак, дали што сака. Што имате, тоа ставете. 100 грама ситно сечкана сланина. 500 грама компирче ситно сецкано. Значи, колку месо, толку компир. Ако имаме кило месо, кило компир ќе ставиме. 4 до 5 печени пиперки, излупени, ама да се печени. 1 главица кромит, неколку чешниња лукче, 1 морков, дали ќе биде нарендан или ќе биде насечкан, исто е, не менува ништо, половина китка макдонос, 300 грама кајмак, малку кисела вода, околу 1-1,5 децилитар кисела минерална вода, масло по потреба, од зачини ќе ни бидат потребни малку буковец, бибер, мешан сув зеленчук, 1 кафено лажице црвен пипер, сол и триена сол. Да преминеме на работа. На тавчето, на рингла загреано, ставаме масло. Околу 1 децилитар ставаме масло. Ке го ставам кромидот и месото, значи ова го правиме само колку малку да го подпржиме, да го добиеме мирисот на традиционалната македонска кујна. И морковчето. Толку е, само малку, значи да се пропржи. Мевцето исто така го ставам тука. И сланинката и морковот. Се заедно малку да се пропрши. И сланината ја додавам. Ете така. И морковчето. Така. Сето ова убаво го промешувам и го оставам да почне да крчка. Откако ќе почне да крчка, да се пржи, тоест 10 минути. Толку, нема повеќе да му биде потребно. А во меѓувреме ќе го насечкам макдоносот, печените пиперки, ќе ги подготвам компирчињата, ево уште едно мевце, и лукчето. И ќе ви кажам како ќе го направиме сето тоа.
Ете така. Сега ќе го насолам малку. Еден прстофат за почеток. Така. Ќе му ставам малку мешан сув зеленчук. Исто едно кафено лажиче е доволно. Малку бибер. И после при крај ќе му ставам црвен пипер, буковец и триена сол. Бибер половина кафено лажиче. И го оставам да се прши. Сега сето ова ќе го промешам. А ќе треба уште малку масленце да ставам. Уште малку. Така уште 4-5 лажички. И не додавам повеќе затоа што ќе има многу кајмак во тавата. Еве сега ќе почнува. Додека ова си прокрчка, јас ќе го средам макдоносот. Претходно е добро измиено. Порано беше луксус да се стави макдонос во зимско јадење, а сега имаме макдонос буквално на секој чекор цела зима на сите пазари и маркети. Али ова, кога ќе го пробате, о, мајко моја, нема да можете да престанете, значи, со јадење. Сега ќе го насечкам и лукчето. Две чешниња мислам дека ќе бидат доволни. Така. Ако сте љубители на лук, ставете и уште малку повеќе, ако сакате. Така. И ќе ги насечкам и пиперките. Нека бидат со сесемги, само лушпа да немаат. Поситно нека бидат. Има ли нешто пубаво од печено пиперче? За вкусот до ова селска тава со кајмак биде таков каков што е, му дава посебно комбинацијата на печената пиперка со кајмачето. Така. Ево уште една пиперка ми остана. И неа да ја насечкам. Така, и ќе видите начинот на редење на оваа тава, што е навистина многу интересен. Го чекаме мевцето. Еве си пушта веќе. Еве, тамане. Значи, не треба да биде она суво све, па зејтинот да пливне од озгора, туку еве баш вака како што е доволно. Затоа што така прекрасно мириса, ќе го оставам уште малку и сега го правам следното.
Значи, со кајмакот, сега, половина од кајмакот ставам доле. На дното на тавата. Така, ставам малку кисела водичка и масло, за да можам да го растворам. Ете така. Ете тоа ми треба. Значи на дното да си лежи на кајмачето. Сега прво ги редам компирчињата. Да го покријам дното. Значи половина, околу 250 грама, ставам доле. Доволно. Сега го земам мевцето. Половина од мевцето ставам мевцето, сланината, кромидот. Ставам врз компирчињата. И тука ја ставам и течноста. Таа е најубава. Ете така. Уште малку, доволно е. Другото го враќам на ринглата. Така. И сега сето ова го мешам. Лукчето, пиперката и макдоносот. Со раце вака. Половина од тоа редам во тавата врз останатите состојки. Ете така. Сега повторно остатокот од компирчето го редам од озгора. Значи, оваа тава почнува со кајмакот од озгора, од оздола и завршува од озгора со кајмак. Сега, остатокот од месото го ставам од озгора. Сега ставам малку масленце. На загреаната рингла и ќе ставам малку црвен пипер да се жижне, за да го добиеме она вистинското што ни е потребно. Тука го ставам и буковецот. Така. И триената сол. Така. Остатокот од пиперката, лукчето и макдоносот го ставам од озгора сега. Така. Вака го распределувам. Значи секаде да има помалку. Сега не може идеално, нели секаде да биде.
И сега, еве го веќе ќе почне да се пржи и тука ќе го ставам остатокот од кајмакот, толку од ова, од врз ова од озгора и кога ќе почне да врие, ќе го ставам од озгора. Значи, ќе внимаваме за да не ни загори. Таман е сега време да го ставам остатокот од кајмакот и малку кисела водичка. Како е добар овој. Леле, колку е ова добра. И еве, он ќе почне да се топи. Така, малку кисела водичка. Така. Доволно е. Магијата на вкусот е токму сега во пржењето на црвениот пипер и кајмакот да се спои со сето тоа. Ке го печеме прво на загреана рерна од 250 степени, но ова мора да биде покриено цело време. Значи да си крчка во своите сопствени сокови. Еве го се топи веќе. Ова се нарекува мерак. Ето, ова е мерак. Еве, одлично, тоа е тоа. И кајмакот вака го распределувам. Како ова добро мириса. Леле, и сега му налевам малку кисела водичка, вие ќе процените колку треба. Дали едно мало филзонче, колку да има сок, да има течно за да се крчка. Немојте многу, само малку да се прелие целиот овој мастрав. Нека има повеќе фил течност нека има. Ете така. Сега, јас не го солев многу, заради тоа што кајмакот е солен. Па, драги гледачи, да ви кажам, ова откако ќе го искрчкате и направите токму на овој начин, верувајте ми, дека прстите ќе ги излижете и дека нема, па ова ќе биде на мени во вашата кујна. Значи, се пече во загреана рерна, како што ви реков, на 250. Веднаш штом настане крчкањето, намалуваме на 200 и го оставаме сат и половина, а потоа на 180 уште 1 час нека се крчка. Значи 2 часа крчкање. Се гледаме со вас, останете со вкусот на традицијата, кога овој специјалитет ќе го сервираме на трпезата. Еве нашата тава, значи нашето селско домашно мевце на кајмак. Море, што мирисање беше ова. Сите прашуваат тука шо ли се готви толку вкусно. Леле, мераци. Ау, послуживме со салата, свежа салата, лути пиперчиња, макалце, ајварче, пинџуче и се знае, без лепче не седнувајте на оваа тава. Леле. Леле убавини. Фантазија.
Значи, ова е фантазија. Ова не можеш да се изнајадеш. Месото, значи толку вкусно, меко, а кајмакот си го направило своето. Драги гледачи, и јас не можам да престанам да јадам. Верувам дека сите ќе ве заинтригира оваа тава и ќе сакате да ја направите. Направете, уживајте во неа, уживајте, животот е краток. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Од козата чувај се од напред. Од конјот чувај се од позади. А од човека чувај се од сите страни. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.